Она што недостасува е проучување на ликовното визуелното творештво од страна на жените авторки. Инаку жени уметници секогаш имало, нели нормално. Нашето општество за жал некаде дури во доцните 90-ти почнува да го проучува женското творештво како такво, иако нели творештвото на македонската жена е видливо и во народните творби, во ткаењето, во носијата. Можеби не сликале толку, меѓутоа се изразувале креативно. Има неколку обиди од Сонја Абаџиева, најмногу 2, за проучување на женското ликовно творештво, меѓутоа треба да ги има повеќе. Сметам дека има еднаков број на жени уметници колку што има и мажи, дури мислам треба да се гордееме на творештвото на жените уметници, бидејќи се тие не само уметници, туку се и мајки, а тоа одзема голем дел од енергијата, нели? Дали има жени уметници, дали ќе има повеќе, ми се чини, бидејќи на факултетот за ликовни уметности во последниве години се запишуваат повеќе студентки отколку машки студенти. Например, графика, оваа академска година има само едно машко студент, а на сликарство се исклучиво женска класа. Да. Така да мислам дека хуманистичките науки се некако така спаѓаат повеќе во интересот на жените отколку на мажите, најверојатно од попрагматични цели. Се е поврзано со идеалот на новите генерации дека треба да се има некаква материјална сигурност која што пак на мојата генерација не и беше толку битна, бидејќи ние тргнувавме од идеалот, нели, да се изразиш, да бидеш креативен, да направиш промена и таа идеја за промена да биде забележана и да влијае понатака на општеството. Не бевме, барем јас лично, а знам и за многу мои блиски колеги, дека не бевме заинтересирани за материјалното, туку создававме и изложувавме чисто од љубов кон професијата и за да бидеме видливи.